Значи, добро утро на сите. Денешниот час ќе го држиме во Креативниот центар Софија, во Прилеп. Имав денеска обврски тука, така да ова беше најидеално решение. Се надевам сте сите добри и спремни за денешниот јога час. Така да, за почеток, ако сте веќе спремни, седнете во удобна седечка позиција, онаа која што ви е најзгодна. Затворете ги очите и ставете ги дланките на вашите колена. Грбот може да биде исправен. Еднаш длабоко вдишете и со бавно и продолжено издишување отпуштете го телото, отпуштете ги рамениците, рацете. Ставете ја свесноста на врвот на вашиот нос и полека започнете да набљудувате како вдишувате, бавно и продолжено, и како бавно и продолжено издишувате, отпуштајќи го целото тело. Вдиши преку нос и набљудувај здивот како се движи од врвот на носот кон цинусите, кон коренот на носот. Издиши, отпушти. Обиди се да бидеш со здивот. Динамично да набљудуваш како здивот полека влегува во тебе и како бавно и продолжено излегува. Додека бавно и продолжено излегува звукот на здивот од тебе, помине низ целото твое тело и види како се чувствуваш денеска. Колку е телото спремно, какви се твоите емоции, како стоиш со умот, како се чувствуваш себе си. Отпушти ги твоите стапала, колена. Посвети внимание на твојата карлица со едно издишување, отпушти ја. Стомакот, градите. Пушти ги рацете, темето на главата, буквално згора, целосно отпуштање на телото и дозволување да влеземе сега во овој момент. Да бидеме сега и тука. Со наредното вдишување, полека ќе ги отвориш очите. Најпрво ќе ја подигнеме десната рака, што е можно повисоко. И потоа со десната рака ќе го фатите левото уво или ќе го допрете. Нежно со раката ја буткаме главата кон десно. Нежно, со тоа што се истегнува нели левата страна на вратот и рамото. Пушти ја твојата лева рака, исправи ја, нели стегни ја. Направи блага тупаница со твојата рака и одиме кружни движења, ротација на целата лева рака, додека нежно со раката ја буткаш главата кон десно. Убави големи кружни движења. Одиме од другата страна. Отпушти ја и раката, и главата, и десната рака. Одиме обратно. Лева рака горе, истегни се. Допри го твоето десно уво, путни ја главата кон лево и со десната рака правиме кружни движења. Во една насока, во друга насока. Супер. Шири двете раце, убаво, силно, и можеш рака како да имаш зид покрај тебе, да ги позиционираш дланките и одиме силно да ги бутнеме лево, десно, истекнувајќи го горниот дел на телото целосно, лево, десно, убаво буткај.
Па одиме горе над тебе, буткај. Така да имаш нешто да бутнеш над тебе. Потоа, позиционирај ги рацете позади тебе и крлицата бутнија, што е можно нагоре, напред, и главата зафрлија назад, како да буткаш под тебе, подот како да го бутнуваш од себе. Подигни карлица, врати се назад. Сега расшири ги рацете убаво и позиционирај ги во диагонала. Дланките се свртени нагоре. Ја гледаме, ево мене левата дланка ти е напред. Ја гледаме левата дланка, ротираме, ги вртиме дланките назад, ја гледаме дланката позади десната дланка кај мене. Диши, погледни напред, издиши, погледни назад. Вежбаме малку вратот и вратлите пршлени. Правиме ова свесно, присутно. Ще еднаш. Супер. Отпушти ги рацете и одиме од другата диагонала. Од дланката е нагоре, па потоа почнуваме ротација на вратот напред-назад. Еден стар мудрец го прашале како би го опишал човекот на денешнината и тој одговорил со една реченица, кажал изгубен во мисли. Односно, бидејќи во умот постојано се вртат мислите, прави се од центарот, спушти ги рацете, можеш да ги протресеш малку, ќе продолжам со приказната попосла. Супер. Одлично. Сега ќе пуштиш десната нога, левата нога е нели подигната, петата е ставена онолку високо колку што може да дозволи твоето тело. Двете раце убаво истегни ги до својот максимум, истегни се. Сега со десната рака го фаќаме десниот палец, ако ви е тешко, нели ќе го подигнете коленото. Левата рака е хоризонтална, паралелна со твоето рамо и погледот е кон левата рака. И остани така. Во нашиот ум поминуваат толку мисли, толку несвесно ги поминуваме работите, само се вртат сите мисли, да со сите активности кои што ги имаме, никогаш дали деновите поминуваат без да бидеме свесни дека поминале. Она што сакам да кажам е дека во тие размислувања кои што ни се цел ден низ главата точка, ние ги пропуштаме и убавите работи што ни се случуваат. Одиме од другата страна. Фаќаме ногата, дланка на стапало, пружи твојата десна рака, погледни кон десниот палец и остани така. Супер. Врати се назад. Сега, десната дланка ќе се потпреш назад на десната дланка. Треба да се подигнеме, да ја подигнеме крлицата на десната подколеница и на десната дланка. Значи, ја буткаме подколеницата, тежината е на подколеницата и на дланката на десната рака. Левата рака убаво ја истегнуваме и по диагонала се истегнуваме. Значи, колку што е можно повеќе. Крлицата ја буткаме напред. Раката може да оди назад, значи како ви одговара, направете го на истегнување, онаа линија која што најпријатно ќе ви биде. И потоа ќе направиме 3 пати. Кликнуваш, правиш голем круг со твојата лева рака, високо се истигнуваш и се истигнуваш по диагонала. Значи големи кругови. Тука може да експериментирате, раката напред, назад малку, да се стегнете утрински, баш како што треба. Супер. Одиме истото од другата страна. Така, двете раце високо истегни ги, врати се на место, спушти ја левата рака доле. Сега подигни се во диагонала, значи подигни се на левата подколеница, тежината и на левата дланка. Убаво истегни се во диагонала. Најубаво на свет, не знам, изротирај назад, напред, онака баш убаво тегнење и потоа ќе направиме неколку пати со клекнување надоле, големи кругови, активирајќи се повторно и експериментирајте.
Погледи со ликот горе кон плафонот. Неколку пати, супер. Врати се назад. Сега пушти ги нозите напред пред тебе. И свиткај десната нога надворешно. Дланките стави ги позади тебе, тоа е првата фаза. Наредната фаза е се спушташ на, вака ќе направам, се спушташ на под лактиците, коленото од ногата кој што е свиткана го буткаш надоле, значи да не ти виси горе, туку надоле, и убаво истекни се. Оние кои што можат и да лигнат доре до подот, додека десната нога е свиткана. Истегнуваме бедрото. Океј. Ја менуваме ногата. Значи сега ја виткаме левата нога. Така. А полека, назад истигни се. Полека. Први на подколеници. Леле, на подлактици. И потоа целосно легни ако можеш и отпушти го телото. Неколку вдишувања и издишувања. Осети ја затегнатоста. И паднем полека. Доаѓаме во позиција на мачка. Позиција на мачка, колената се во линија со коковите, а дланките се во линија со рамењата. Главата и ребетниот столб е во иста линија. Оваа линија со издишување. Грбот го буткаме нагоре во својот максимум, главата и задникот одат доле, стомакот се вовлекува. Со вдишување глава и задник одат нагоре, стомакот бутка надоле. И издиши обратно. Издиши. Убави големи кружни движења. Додека ова го правиш, може да се замислиш дека си една мачка, која што се протега. На ова е сонце. Најделотворната вежба на развратување на ребетниот столб, ослободување на пршлените, масажа на внатрешните органи, особено на репродуктивните органи. Супер. Сега ќе направиме ротација на ребетен столб во позиција на мачка. Значи, најпрви ќе подигнете десната рака високо горе. Потоа ќе ја спуштите десната рака и ќе ја ставите во процепот помеѓу левата рака и помеѓу торзото. Значи да гледа кон лево. Легнуваме на левото рамо. Задникот останува во мачка. Со десната рака ја пружаме напред и држиме рамнотежа, бидејќи истовремено, извинете ми десната, ова ми е левата рака и левата нога ги исправаме и на прсти сме на подот. А со прстите на левата нога допираме на подот. Остани така. Со левата рака се придржуваме да не паднеме, да не загубиме рамнотежа. Биди се да притиснеш како да сакаш да притиснеш со петата кон подот. Потоа нежно, оние кои што можат, нека ја подигнат и левата нога нагоре, по дијагонала. Остани така. Нормално отпуштајќи се, кога издишуваш. Ово истекни, врати назад. Полека извлечи се. Одиме мачка. И спротивната страна. Лева рака горе, лева рака кон десно. Легнуваме на левото рамо, десната рака и десната нога ги пуштаме. Остани така. И потоа нежно подигни ја
десната нога до својот максимум и остани во таа позиција, придржувај се со раката која што ти исправена, за да не изгубиш равнотежа. Океј, спушти доле. Можеш да се подигнеш во позиција на мачка. Сега од позиција на мачка, ја со левата нога ќе направам, ќе подигнеш левата нога и ќе ставиш некаде на линија на твоето, што се твоите стапала. Значи, левата нога ми е ставена напред, дланките се на својата позиција. Ја оставиш десната дланка на подот, левата дланка ќе ја однесеш нагоре и погледот или нагоре или надоле во зависност од тоа колку што дозволува вратот. Оди по другата страна, спушти ја твојата лева рака на подот, одиме со десната рака, нагоре високо. Мене ми е левата рака од внатрешната страна на коленото, на ногата, и ми е надворешно поставена. Спушти доле. Потоа со издишување, кликни со задникот кон свитканата нога, додека левата нога со питата, како сакаш да бутнеш напред, така, па одиме обратно, сега притисни напред, коленото напред ти доаѓа, убаво притисни кукувите, бутни ги напред, назад неколку пати ќе направиме, убаво си стигнеме. Супер. Одиме другата нога, собери ја левата нога, одиме со десната нога напред. Десната нога е од надворешната страна на рацете. Подигни ја левата рака. Спушти доле. Подигни ја десната рака. Спушти доле. Па одиме притисни напред со куковите, коленото доаѓа напред, па одиме назад, со питата сега буткаш како да сакаш да буднеш нешто пред тебе, напред, назад, напред. Сега ќе направиме уште една интервенција, ќе ротираме кон екранот, јас сум цела измрдана тука. Во оваа позиција, која што нарекува Спајдермен, исправената нога, левата нога кај мене, треба да ја позиционирате така како да сакате питата да бутнете напред. Крајната цел е да сидите на силното стапало. И потоа како прави Спајдермен, од едната страна преминува, од другата страна, убаво стигни се првин. Сила задна ложа. Обиди се да застанеш на цело стапало, стегнувајќи по телото. Доаѓаме во сидечка позиција. Еднаш длабоко дишуваме. Бавно дишуваме. Всушност ќе легнеме сега да направиме ротација на рвете на стол. Легнете доле на подот, колената се подигнати. Ставете ги длаките позади вашиот тил на главата, лактите се залепени доле. Најбурно ќе ги подигнете под колениците да бидат во паралелна линија со подот и ќе се обидете да го задржите цело време аголот помеѓу бедрото и под коленицата. Почнуваме најизменично да ги спуштаме доле. И оно што е многу важно, вака да не ги спуштате. Вака да не се спуштате, туку го задржуваме правиот агол. Направете со двете нозе паралелно. Ако ви е тоа тешко, можете најизменично десна, лева.
Одлично. Тоа расшири ги рацете, убаво. Исправи нозе. Го подигаме левото колено. Стапалото е позиционирано некаде на нивото на коленото од десната нога. Со твојата десна рака го фаќаш коленото, бедрото и го буткаш тежно кон десно. Значи со десната рака држиш практично да не ти избега. Главата гледа кон левата рака која што е отворена. И остануваме во оваа позиција. Анцот на шива и отпушти се. Осети како со десната рака држејќи го бедрото, извртувањето на ребетните столбови е на ребетниот столб е посилно, појако. Океј. Одиме од другата страна. Подигни го коленото од твојата десна нога, со левата рака го фаќаме коленото, го буткаме кон противната страна, значи кон него, десната рака е отворена и остане така. И искористи ги овие мали мигови, овие секунди да се отпуштиш, буквално да се отпуштиш на подот. Океј. Остани да лежиш на подот, спушти колената, рацете, ако имаш потреба можеш и да се истегнеш, например направи ја македонската буква Х и стигни се по дијагонала. Десна рака, лева нога, лева рака, десна нога. Одлично. И потоа дојди во седничка позиција. Затвори ги очите и стани свесен, свесна за твоето дишење. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и почувствувај како телото се отпушта, помини како рентген из твоето тело и забележи каде во кој дел на тебе има некоја заглавеност, почанетост, жиштина можеби. Издиши, отпушти. На денешниот час ќе ги освестиме нашите сетила, да бидеме свесно присутни во нашиот живот, да сме присутни на сите аспекти во нашиот живот. Станете свесни за здивот кој што влегува во вас. Почувствувајте го допирот на воздухот со носниците. Биди се да осетиш сега некаков мирис, да помирисаш некаков мирис кој што доаѓа преку носниците, преку воздухот, кон тебе. Насочи го целото внимание на сетилото на мирис. Тоа вниманието однеси го кон сетилото за слух и насочи се да ги слушаш најдалечните звуци околу тебе, но не да се врзуваш, туку еднаш кога ќе го слушнеш звукот и го идентификуваш, преминуваш на наредниот. Доживејќи и слушнејќи најдалечните звуци, потоа оние суптилни, тивки звуци кои што ги има кај тебе дома, може би произлегуваат од звуците од уредите околу тебе.
потоа полека насочи го вниманието кон сетилото на допир, почувствувај ги твоите раце, осети го животот во нив, љубопитноста во дланките, во прстите, допирот кој што живот значи, осети ги дробовите на прстите, кожата, дел од едно нешто целосно од тебе. Почувствувај твојата устна, допирот на устната. Сети се на првиот бакнеш што си го имал или имала во твојот живот. Допирот на устните што си го доживеал, доживеала. Потоа осети го твојот јазик и вкусовите кои што ги идентификува јазикот. Устната шуплина, хранопроводникот и неговата, и цревата, и нивната сензитивност, осетливост на било каква емоција. Сега зголемија свесноста на твоите внатрешни органи, на животот во тебе. Вдишуваш и чувствуваш животот во тебе, како излегува преку порите. Издишуваш, отпушташ внатрешно сите тензии. Дишуваш и го чувствуваш животот во тебе. Сите клетки од твоето тело вибрираат сега и тука. Издишуваш, се отпушташ било какви внатрешни тензии, мисли, можеби лоши соништа ги пушташ. И внатре во тебе, ментално, сети се на твојата одлука, внатрешна одлука или санкалпа, онете од тебе кој што, она одлука која што е твоја, прво лице на сегашно време ја кажуваш, повтори ја неколку пати. Громогласно во тебе. И потоа диши длабоко, издиши. Врати се на сега и тука, на свесната присутност. Врати се на оно што го разговаравме на првиот час, на паузирањето во моментот на бура, паузирањето во брзината, во мислите кои што ги правиме и на присутноста која што треба да имаме во нашиот живот. Ви благодарам на сите. Се гледаме на наредниот јога час. Поздрав од Креативното студио Софија, Креативното детско студио Софија и оние кои што сакаат и кои што се од прилеп и сакаат своите деца да ги пуштат да учат емоционална интелигенција и разни креативни други содржини потребни за школа и така да можат да дојдат. Фала ме многу и убав ден. Чао!